Утринава загина 43 годишен работник од ЕВН од село Милетино, откако паднал од оваа бандера кај Тетовско џепчиште. Вработениот го чистел теренот од гранки, а воедно и вршил замена на делови. Случајот околу 9 часот и 30 минути го пријавил неговиот 54 годишен колега. Лекарите набрзо пристигнале на лице место, но само ја констатирале неговата смрт. Полицијата и јавното обвинителство неколку часа врше увид на лице место. Неофицијално нашите информации говорат дека вработениот на ЕВН паднал, откако претходно бандерата се скршила и се навалила на земјата. Од компанијата ЕВН вела дека чекаат да заврши комплетно увидот и дел од истрагата, па потоа ќе излезат со информација околу настанот и како дошло до паѓање на бандерата. Инаку на Полошкото подрачје на годишно ниво се случуваат по 30 несреќи при работа, најмногу во градежништвото, пред се поради некористење на заштитна опрема при работа. Градоначалникот на општина Маврово Ростуше Медат Куртовски ги потпиша решенијата за ништовност на одобренијата за градење на двете мали хидроцентрали на Жировничка река во Националниот парк Маврово. Со тоа се поништуваат дозволите на инвеститорот Hydrogen Energy Group. Со решенијата за ништовност кој Куртовски ги потпиша минатата недела, инвеститорот Hydrogen Energy Group ги загуби дозволите за градба на хидроцентралите Жировничка 5 и Жировничка 6 поради пречекорување на рокот од 2 години од правосилноста на одобренијата. По ваквата одлука, екологистите очекуваат и владата да ги раскине концесиските договори на двете мали хидроелектрани. Инаку жителите од Жировница во неколку наврати организираа протести поради најавата за изградба на хидроцентрали, со кои, како што велат, и таа вода која имаат во мали количини ќе им се одземе. Увидовме дека голем дел од проблемите, односно од оние работи кои што претходно треба да бидат изработени, од студии, елаборати и така натаму, се сметаме дека се правени канцелариски, затоа што не соодветствуваат со фактичката состојба на терен. Станува збор околу издашноста на вода на изворите, која што мерења не се вршени, ја гарантирам, значи убеден сум во тоа и знам и сите знаат дека мерења не се вршат најмалку 20 години на издашност на вода на извори и на самата река, не се мерат протоци на вода и така натаму. Изградбата на овие хидроцентрали и тие од минатото и сега овие што се на водотеци, мислам дека ќе згасне националниот парк. Нема во сите смисли, како сакате, од научен аспект, од уништување на биодиверзитет, пейсажни, пределски, чим му ја земаш водата на одреден простор, му ја земаш и животот. Националниот парк Маврово е прогласен во 1949 година поради посебните убавени историското и научното значење на шумите и шумските предели околу Мавровското поле. Во централниот објект на Тетовската гимназија не се одвиваат никакви градежни активности околу најавената доградба на објектот наменет за учениците македонци, кои оваа учебна година ја започнаа во објектите на старото медицинско училиште. Причината за закочениот процес околу реализацијата на овој проект, централните и локалните власти меѓусебно ја префрлаат. Од општина Тетово велат дека нивна обврска е да обезбедат нормални услови за настава за учениците македонци, а владата треба да инвестира во капитални проекти. Зборувам моментално во двете училишта, во старо медицинска, во двете објекти, условите се нормални за реализација на ставата. Долгорочните проекти за доградба, изградба во гимназијата Кирил Печиновиќ, тие се надлежност на други институции, не се тие надлежност на општината. Треба да се посветите во оние институции кои што се надлежни за реализација на поголеми градежни активности, за плановите кои се, какви се и кога би тоа би требало да се реализира, треба да одговараат другите институции од централната власт. Од Министерството за образование дури лани истакнаа дека се одобрени 31 милион денари за изградба на објектот, инвестиција која е дел од нивната годишна програма, како што рекоа тогаш градежните активности ќе започнат откако општина Тетово ќе ги извади сите потребни документи и дозвола за градба. Како лани, така и годинава од општинските власти истакнаа дека ги имаат завршено сите бирократски процедури и на потек е владата, која треба да инвестира во изградба на објектот,
но на терен се уште нема никакви градежни активности. Гимназијалците кои следат настава на македонски јазик уште во 2001 година, поради безбедносни причини, го напуштија централниот објект на Тетовската гимназија, каде сега нема простор ни услови тие да се вратат. За изминативе 19 години тие учеа во распаднати бараки, по основни училишта на отворено на плоштад, а повеќе пати поради револтот ја бойкотираа наставата. Гимназијата е единственото училиште во Тетово, каде децата учат одвоено. Проекти од областа на млади и спорт, инклузија на лица со попречености, образование и култура влегуваат во потесен избор за финансирање преку програмата за јакнување на општинските совети, која се спроведува во општина Гостивар. Фондот за финансирање изнесува 50.000 швајцарски франци, а проектите дојдоа на предлог на работни групи составени од граѓани, представници на здруженија, училишта и администрацијата. Сите детално беа презентирани на посебен настан. Кој проект ќе биде финансиран ќе се одлучи со гласање на наредната форумска сесија. Од општината велат дека ќе поддржат и дел од другите предлози кои произлегле од форумите. Општината во соработка со UNDP и како и донаторот швајцарската амбасада до сега им помагаше во и консултации, во спремање на проектите, бидејќи се граѓани кои прв пат се соочуваат со ваква проекта и затоа сметаме дека во една добра соработка, во една демократска атмосфера, колегијално ќе се успее да се избере најдобриот проект, а пак потврдувам дека и тие што нема да бидат избрани како први, втори и трети, доколку нема доволен буџет во оваа фондација, во овој фонд, тогаш ќе влезат во буџетот на општина Гостивар за наредната година. Програмата за јакнување на општинските совети е финансирана од Швајцарската агенција за развој и соработка, а се спроведува преку Програмата за развој на Обединетите нации UNDP. Целта е да се поттикне граѓанското учество во донесувањето на одлуки на локално ниво. Денеска во Њујорк заедно со директорот на технолошко-индустријските развојни зони имавме повеќе состаноци со компании од Соединетите Американски држави кои што ќе инвестираат во нашата држава. Јас сум среќен да од исходот на разговорите сите тие покажа интерес, од кои некои веќе и се блиску до носење на одлука. Нивните имиња ќе ги објавиме кога тие сами ќе одлучат за тоа. Не радува што се тоа компании од високотехнолошкиот развиен свет, односно компании кои што нема да вработуваат 5000, 3000 луѓе, ќе вработуваат помалце, значи некде околу 300 до 500 луѓе, но тоа ќе бидат луѓе точно такви какви што сакаме да ги задржиме во Македонија. Тоа се млади интелектуалци, значи луѓе од високостручните кадри. Инвестициите се до 100 милиони евра и над тоа некој од нив. Значи дефинитивно Македонија станува земја која што е интересна за компаниите од Соединетите Американски држави. Ценам дека голем придонес во таа работа има и за членувањето во НАТО и нашите евроатлантски интегративни процеси кои што сериозно ги раздвиживме. Меѓутоа, тоа не е ништо доколку не се пресликаат во економијата. Еве гледаме дека овие сигнали од овие разговори тука што ги имавме во Њујорк и те како даваат надеж дека тоа ќе се случи. Впрочем и досега во технолошко-индустријските развојни зони и надвор од нив успеавме за овие 2 години да донесеме повеќе од 30 компании. Во моментов, значи, има градба само во Тир Скопје на 6-7 фабрики, а и надвор од нив нормално другите фабрики. И денеска Заводот за статистика ги објави податоците за растот на индустријското производство и она што ние таму можеме да го видиме е точно тоа и што го очекувавме, а тоа е дека август 2019 година споредено со август 2018 година имаме 9,8% раст на индустријското производство или кумулативно за целиот период од јануари до август 2019 година во споредба со 2018 година, истиот период имаме 5,5% раст на индустријското производство. Ако се земе во предвид дека индустријското производство е сериозен генератор на бруто домашниот производ во нашата држава, очекуваме дека бројките за третиот и четвртиот квартал за растот на GDP-то ќе бидат сериозно големи и со тоа, значи, дефинитивно е знак дека последователниот раст во повеќе квартали на бруто домашниот производ кажува дека македонската економија, односно економијата на нашата држава се движи во исправна насока. Со самото тоа што и градежништвото го вративме и земјоделието, значи има одреден раст,
цениме дека тоа е показател дека државата е економски стабилна и дека на подолг рок ќе биде економски стабилна. Најважно е што таа економија е генерирана од приватните инвеститори, односно е генерирана од реалната економија, бидејќи само на тој начин можеме да гарантираме дека ќе има оддржливост на растот на економијата на подолг рок. Доколку се случат и овие инвестиции за кои што денеска разговаравме, цениме дека тоа ќе има уште посериозен импакт врз целокупниот развој на индустријата и целокупната економија во нашата држава. На 8 ноември Сдруженијето на пензионери Тетово ќе биде домаќин на мултиетничка средба на која ќе гостуваат пензионери од сите краеви на земјава. Оваа средба преминала во традиција за пензионерите како една од главните активности на Сдруженијето. Пензионерите мислат и на нивните женски членови. Во текот на октомври, во просториите на домот на пензионери во Тетово, жените ќе можат да одат на бесплатен преглед. Имамо мултиетничка средба. Сите здруженија од Македонија ги каниме и доаѓат, се одржува овде во Тетово и тоа веќе не е традиционална средба. Потоа имамо од Комисијата за здравство, бидејќи наредниот месец е месец на ракот на дојка, организираме овде прегледи бесплатни од страна на лекарот кој е во Комисијата за здравство, Павле Спасеновски. Че има одредени и апарати, па ние еве преку вашата куќа ги канимо сите жени да дојдете и да извршат бесплатен преглед. Нивниот распоред е исполнет се до нова година, кога одржуваат уште една заедничка средба како и секоја година. За празникот 11 октомври, тетовските пензионери ќе се упатат во Прилеп. Сдруженијето на пензионери Тетово брои околу 13.000 членови и е едно од најактивните во земјава. Добре дојдовте во темата на неделата. Лажни вести, лажна реалност и дефокусирање на јавноста од вистинските теми и состојби во општествата. Во наредниве минути за тоа колку е опасна оваа појава и можно ли е справување со дезинформациите. Лажни вести, полувистини или извртување на фактите се лиферуваат од различни мотиви. Од најбанални, за што е можно повеќе кликови или гледаност, до обиди за политичко влијание па и дестабилизација на некоја држава. Посебно на удар се општества кои се и онака нестабилни, каков што е, например, Балканот. Vrlo često nailazimo na potpuno izmišljene sadržaje, na sadržaje koji su manipulativni na ovaj ili onaj način. Mislim da je većina građana u Srbiji pod dnevnim uticajem lažnih vesti. In our country it's mostly online media, but I see in the region even more serious newspapers and television do run those manipulative narratives. Kada smo mi uradili algoritamsku analizu podataka koje mi imamo, ko od koga prenosi, koliko često prenosi lažne vesti, vidite, na primjer, da postoji jedna mreža koja se onako proteže od određenih medija u Srbiji do određenih medija u Bosni i Hercegovini, uglavnom u Republici Srpskoj, u kojoj je, na primjer, uključen jedan državni medij koji nije ni iz jedne od te dve zemlje, nego je iz Rusije. Radi se o srpskom izdanju Sputnika. The main source of those fake news narratives is coming from various Russian sources. That has to be confirmed, of course, but regardless, healthy society must fight against those narratives, no matter where they are coming from. Dok u nekim drugim zemljama Evrope lažne vesti dolaze sa margina, kao što je, na primjer, organizacije ekstremne desnice ili tako nešto, u Srbiji previše često sam državni sistem Vlada Republike Srbije jesu izvor lažnih vesti.
uspeh u tome koliko ste imali čitanosti, pregleda i ostalog ne bi trebalo da bude do te mere motiv za novinare, koliko bi trebalo da bude objavljivanje informacija koje su važne za društvo. Mnogi će reći, pa čekajte što jednostavno ne zabranimo lažne vesti ili što ne kažnjavamo njihovo plasiranje, ali takvo bi rešenje zapravo, koliko god to paradoksalno zvučalo, zadiralo u slobodu izražavanja, u slobodu medija. We really have to find the right balance between fighting fake news and free media, which it will be hard, of course, but fake news is a modern war that we have to take. И во македонскиот медиумски простор главно се познати медиумите и порталите кои шират дезинформации, но не можат да се исклучат ни институциите, кои со неточни или полувистините информации создаваат искривена слика на одредени состојби. Станува се потешко да се најде вистината во шумата лаги и шпекулации. Ке се затворат државни клиники, пациентите ке бараат спас во приватни. Ракометарите на Бардар не ја подигнале наградата од владата поради името Северна Македонија. Првачињата нема да ја учат химната. Ова се само дел од лажните информации со кои граѓаните се среќаваа во изминатиот период. Ни Македонија не е имуна на светскиот тренд – лажни вести. Во битката на новинарите со нив, освен вистината, жртва стануваат и угледот на медиумите, на поединците, на институциите. Медиумските работници предупредуваат дека лажните вести влијаат негативно врз поединецот во донесувањето на секојдневните одлуки за неговото општествено делување. Детектирањето на изворот на лажните вести е сложен процес. За нас што работиме во јавниот простор е сосема јасно дека во овој процес медиумите, политичките партии, економски центри на моќ, бизнис, групации, па и служби од сферата на безбедноста, во принцип се актерите кои што се вклучени во создавање и во ширење на лажните вести. Експертите кои се занимаваат со стратегиска комуникација велат дека во потрагата по системско решение не треба да се наметне целиот товар врз грбот на медиумите. It is really important that the response doesn't just come from the media. I think the government needs to be involved, the civil society also needs to take a part of it. It is the kind of a challenge that requires an all of the society's response. And I think placing the burden of doing something on the media alone is not going to solve it. This is a problem that we all helped create, and the only way to solve it is by taking an individual stance and being more critical and engaging with information online and offline more critically. Сдруженијето на новинари, Советот за етика во медиумите и Стопанската комора, како инструмент во битката против лажните вести создаваат регистар на професионални медиуми кој ќе ја помогне на јавноста да разпознава кои медиуми ги исполнуваат основните услови во своето работење, но имаат и транспарентно сопствеништво и импресум. Тоа беше се во оваа емисија посветена на лажните вести и опасностите од нив. Нашите содржини можете да ги следите и на социјалните мрежи, како и на YouTube, каде што можете да го кажете и вашето мислење. До гледање. Пожар изби на трajekt во пристаништето Игуменица во северозападниот дел од Грција, при што беа евакуирани околу 600 лица. На трајектот имало 538 патници, 75 членови на екипажот и 293 возила кои требале да патуваат кон Венеција. Пожарот избил во делот во кој се наоѓале возилата и набрзо бил ставен под контрола. Во прашање е 32.000 тони тежок трајект кој може да собере над 1800 патници. Причината за пожарот засега не е позната. Пратеникот на САД за Украина Курт Вокер поднесе оставка откако Конгресот го повика да сведочи во рамки на истрагата против председателот Доналд Трамп, изјави наименуван американски представник, пренесуваат агенциите. Во извештајот на свиркачот,
Од ЦИА објавен в четврток се наведува дека Вокер се сретнал со високи украински представници да разговара за барањата на Трамп до украинскиот председател Володомир Зеленски. Телефонскиот разговор меѓу двајцата лидери доведе до одлука на Конгресот да почне процедура за импичмент на Трамп. Градот Герце на истокот од Германија е град со ниски плати, а по падот на Берлинскиот зид голем дел од населението заминало во западниот дел на земјата. Во 2013 година имале за 25% помалку жители. За да го спречат одливот на населението, градските власти решиле да дадат бесплатни станови деловен простор на оние кои имаат идеја за бизнис за месец дена. До сега примиле 150 пријави, и тоа од други градови од Германија, од Унгарија, Чешка, САД и Велика Британија. Има самци, но и семејства. Градските власти се надеваат дека некои од овие луѓе трајно ќе се преселат во градот. Овој град годишно привлекува 140.000 туристи. Ова е еден од градовите каде крајната десница има упориште. Денеска во Македонија преовладуваше сончево и топло време. Дуваше слаб думерен ветер од јужен правец. Температурите се движеа од 13 до 26 степени Целзиусови. За утре метеоролозите прогнозираат сончево и топло време, со слаб думерен јужен ветер. Температурите ќе се движат од 13 до 28 степени.